zajot со песни послан пат. Ти некому ќе видиш се што не ми беше, за него може ќе си најдобра, прва и последна. Утре ако тргнам без тебе, немој не плачи, стегни срце и биди храбра, се заборави. Ти си млада, ти си сладка, немој да ме враќаш по мене, спие номад стар, мене место не ме фаќа. Утре ако тргнам без тебе, немој не плачи, стегни срце и биди храбра, се заборави. Ти си млада, ти си сладка, немој да ме враќаш во мене, спие номад стар, мене место не ме фаќа, мене место не ме фаќа, мене место не ме фаќа. Не плаши се, во туги очи ќе ме најдеш, во туѓа смеја ќе ме познаеш, љубов ќе пронајдеш. Ти некому ќе видиш се што не ми беше, за него може ќе си најдобра, прва и последна. Без тебе, немој не плачи, стегни срце и биди храбра, се заборави. Ти си млада, ти си сладка, немој да ме враќаш во мене, спие номад стар, мене место не ме фаќа. Утре ако тргнам без тебе, немој не плачи, стегни срце и биди храбра, се заборави. Ти си млада, ти си сладка, немој да ме враќаш во мене, спие номад стар, мене место не ме фаќа, 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 мене место не ме фаќа. Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Едно големо благодарам за ова иницијатива кој што сите вие преземате. Со слободна волја, со дух, ум и фанатизам за Македонија. Едно големо благодарам за она што го правиме. Едно големо благодарам на Горан, кој што го вметнува на пиедесталот заедно со Македонска трета ера името на Македонската фаланга, каде што и официјално фалангистите се ставени на независна листа за овие парламентарни избори. Од каде што и официјално Владо Павлов со коалицијата во Македонска ера преку Македонската фаланга е носител на единицата број 3. Ова единица број 3 е Матеа. Сите вие кои што имате познаници Велес, Штип, Крија Паланка, Кратово, Пробиштип,
Кочани, Виница, Берово, Делчево, доколку со ваша слободна волја верувате дека Владо Павлов ќе успее со македонската фаланга да ја воскресне Матеа, направете го тоа. Не сакам агитирање. Не сакам 10 души да донаса. Сакам се да правиме со слободна волја. Јас во сите градови ќе поминам. Тоест, ќе поминам во неголемите светилишта во овие градови. И оттаму ќе кажуваме нашата мисија, ќе покажуваме нашиот пат за спас и обединување на сите македонци во целиот свет преку вистината за Македонија и големото археолошко наследство на Матеа. Ова нека биде поука за сите нас. Ова нека биде дел од сите нас. Затоа што македонците, без македонците од целиот свет, не можеме да завршиме ова мисија. Прво наосновно, треба да ви биде почитување на колективно ниво, да бидеме сите браќи и сестри, како тоа што го правиме ова за припрема на парламентарните избори. Второ, не сакам ни динар од буџетот на Република Македонија да биде потрошен во предизборната кампања на македонската фаланга. Сето тоа ќе го правиме заеднички, оноку колку што можеме. И ќе докажеме дека овие милионски суми кои што се трошат од македонскиот измачен, измрзнат и гладен народ служат само за службата да се игра пинг-понг со вас. Затоа ве повикувам, после 3000 години, македонската фаланга да дојде на она место каде што треба да биде и да отстои. Главната цел на македонската фаланга во иднина е царство Македонија. Сите вие кои што верувате во земското и небесното, приклучете се со љубов, мир и хармонија во идеологијата наша, без тортури, без агитирања, без рекет, се на слободна волја. Ве молам, овие градови се многу битни за Македонија. Овие градови ја кријат најголемата вистина од каде што почнал Македон. Овие градови се она што е сршта на македонската душа. Овие градови ја представуваат вистинската Егејска Македонија или Централна Македонија. Затоа и одлучив да бидам во ова изборна единица. Можев да бидам во било која сакам, каде што има многу повеќе поддржувачи. Но јас тоа не го направив. Го направив онаму каде што треба и каде што живеал и каде што творел и каде што ја создал прва Македонија, нашиот цар на царевите и крал на кралевите Македон. А за тоа имаме докази. Докази со цвеќето на животот и двете афионски чушки го потврдуваат се това. И не случајно, ова камена фигура е отмена, затоа што некој навистина мислел, некој навистина знаел, некој навистина се уплашил дека влада политички ќе биде ангажиран за овие избори. Сите овие нарачени сценарија, па и последното што го добив утрово, е во интерес на обезликување, на исмејување, на озборување и попречување на патот на македонската фаланга заедно со сите вас, со македонска трета ера, во неголемиот успех во историјата на Македонија. Но, дали ќе им дозволите вие, тоа зависи од вас. Јас секогаш ќе стојам до вас и секогаш ќе кажувам вистината. Нашата изборна кампања ќе биде на секој локалитет каде што има дух македонски. Од таму ќе зборуваме, од таму ќе даваме идеи, од таму ќе кажуваме вистината. Секако се разбира, претходно
поворката на коли со македонски знамиња, со кутлеши, ке поминува низ градот. Затоа ве повикувам, ова што го правите со Владо Павлов, ова што го правиме во групата и ова што го правиме заеднички, кога ќе започне изборната кампања, да го правиме посилно, бидејќи нема назад. Нема назад. Јас не верувам дека и друг сака да биде Владо Павлов наатак на ова удбачка структура, на ова служба, каде што користат двајца клеветници и издајници на својот народ. Ви повикувам да бидете љубов, да бидете толерантни, да ја кажувате вистината и да го правиме она се што е за добробит на македонскиот народ, што е за добробит на сите нас, независно кој на која политичка партија припаѓа и кој на која религија. Затоа што во македонската фаланга независна листа има македонци од сите политички партии. Ние, македонската фаланга, ја обединивме Македонија. Затоа и ова независна листа, ако погледнете на македонската фаланга, ќе видите дека имаме независна листа на македонци од сите политички партии. Едно големо благодарам и на оние кои што беа искрени и кои што кажаа дека секогаш остануваме со македонската фаланга без разлика на се што доаѓа, ама не можеме да бидеме на независната листа. Секако Владо Павлов тоа го прифатил со љубов и оставил да продолжиме понатаму. Македонија моментално денес јас може би се лажам, али е вистина. Ја гледам со фалангата идентично како во 90-тите кога се појавуваше ВМРО ДПМН. Но да ве обавестам, македонската фаланга не е нешто што треба да уништува, не е нешто што треба да разнебитува. Македонската фаланга е структура која што и движење кое што има за цел да ги обедини сите македонци во целиот свет. Тоа ние го направивме први со ова независна листа, каде што може да видите. Имаме наши браќа и сестри кои што биле во ДПН, кои што биле во СДС, кои што биле во социјалистичка и многу други политички партии. Тоа е одраз на она што треба да го правиме во иднина. Она што го направивме со независната листа, македонската фаланга, тоа треба да го продолжиме и понатаму на колективно ниво, на сите македонци целиот свет, обединети со еден дух за Македонија. Прва работа која што Владо Павлов ќе ја представи е Агапи центрите Скопје и Охрид ќе продолжат да работат со бесплатни давање на услуга на дечиња до 12 години и на лица заболени од канцер. Ова што ќе го правиме со Агапи центрите во Скопје и Охрид, тоа ќе продолжиме да го правиме утре во сите градови во Македонија, каде што центрите Агапи ќе имат бесплатни услуги на најранливите категории на македонски граѓани и на оние на кого сме им најмногу потребни. Маја и Мартина не очекува уште на голема битка. А таа голема битка е од денес па во иднина, како што тоа го правиме со дечињата, до 12 години со бесплатна услуга, да продолжиме повторно тоа да го правиме на нашите македонци, независно кој на која религија и кој на која политичка партија припаѓа, со бесплатни услуги, со бесплатни услуги за сето она што тие не можат на друго место да си го дозволат. Агапи центрите како пилот програма за оно што го правиме со Скопје и Охрид, ќе го правиме под капата на македонската фаланга во секој град на Република Македонија. Еве јас ви обеќам дека оно што го правиме во Скопје и Охрид ќе биде пилот програма за секој град да има Агапи центар кој што ќе дава бесплатни услуги и понатаму во секој град на дечиња до 12 години и бесплатни услуги на лица заболени од канцер, после хемотерапија. Дали сте задоволни, македонци мои, и дали можеме ова да го изгуркаме?
јавно, пред очите на сите вас, ви го кажувам, додека мојата глава, на мојот труп, секој град ќе има Агапи центар за Македонија, за најранливите категории, за нашите деца до 12 години и за нашите браќа и сестри, заболени од канцер, каде што вие сте сведоци колку многу допринесува овие бесплатни услуги на најранливите категории. За Македонија! За бесплатни услуги на деца до 12 години, како тоа што го правиме Агапи Охрид и Агапи Скопје цела година, за бесплатни услуги на лица заболени од канцер и после хемотерапија, за Агапи центри во секој град на Македонија. Još samo malo, ni dok nije mi ovako stalo, možda će krenuti ljubav sa nama, možda je sreća tu iza kraja, idemo ljubavi, uz mene budi, najjači ostaju i kad se gubi, samo me zagrli i ništa ne pita. Дали можеме тоа да го ствариме? Ајде по англиски. Дали можеме ова пилот програма кој што правиме во Скопје Охрид да продолжиме во секој град на Македонија? Бесплатни услуги за сите македонци, независно кој на која религија и кој на која политичка партија припаѓа. Со ова големо дело на Владо Павлов, кој што е ставено на животина. Sada suza mi lice kvasi, jer znam da sve se u tebi gasi. Ne daj se samo ti moja rano, još ovu noć da zavoliš me, nije bilo lako. Ne ostavljaj me samo sada tako, znam život nije fair, al ti se ipak smej, proći će sve to, živote moj, idemo anđele, još samo malo, ni dok nije mi ovako stalo, možda će krenuti ljubav sa nama, možda je sreća tu iza kraja, idemo ljubavi, uz mene budi, najjači ostaju i kad se gubi, samo me zagrli i ništa ne pitaj, s tobom želim da dočekam kraj. Маја и Мартина, уште од денес, центрите нека бидат отворени за бесплатни услуги за одржување на телото, не само на дечиња до 12 години, туку и на наши браќа и сестри кои што имаат хемотерапија.
и кои што се заболени од канцер. Маја и Мартина. Ова што го правиме со центрите Агапи, Скопје и Охрид, нека биде пилот програма за во иднина да го одржиме зборот пред сите македонци во целиот свет за Агапи центри во секој град на Македонија, каде што секој може да има бесплатни услуги за одржување на телото и дечиња до 12 години и лица заболени од канцер. Замислете, денес во Македонија многу заболени од канцер има, кои што не можат да идат до Скопје, кои што не можат да идат до Охрид, иако е бесплатно. Затоа мораме да се бориме. Затоа мораме да го воскреснеме Кутлешот, кој што е ставен наатак од параалбанската влада и од овие подземни политички структури. Јас и покрај се што се прави кон мене, ќе останам лојален, достоен и храбар за сите вас, без разлика дали ќе ми течат солзи или не. Јас ќе бидам со вас, а вие тоа го докажавте, затоа што вие секогаш бевте со Владо Павлов и никогаш не ме оставивте сам. Ова мораме да го досвариме. Ова мораме, затоа што новата пандемија на канцер е пред сите нас. А вие добро знаете, Владо Павлов ја најави уште 2018 година на промоција на пирамидата Македонија, каде што, наместо да бидеме тоа што треба да бидеме денес, ние за некои си тендери во десен джеп направивме пепел од Владо Павлов. Но, сето тоа што се правеше кон Владо Павлов сиве овие години, по обратен редослед ќе го правиме со вистината и правдата. Без разлика на се што е правено кон мене. Ќе докажам правдата, ќе докажам вистината пред очите на сите македонци во целиот свет. И ќе докажам дека Владо Павлов чува големи тајни. И затоа е се тоа што се прави кон мене. И затоа е се ова што се случува околу мене. Вие, најхрабрите, треба да бидете онаму каде што припаѓаме, а тоа е македонската фаланга. Затоа уште еднаш ве повикувам да колку што можете да помагате во иницијативата, да ширите мисијата, да се помага на лица болни од канцер и на дечиња до 12 години. Затоа што докажавме дека можеме да помогнеме, а за тоа се сведоци и илјадници кои што поминаа на овие бесплатни услуги за одржување на организамот во центрите Агапи, Охрид и Скопје. Тука, во иднина, ќе ви го дадам и целото моје образложение на целата моја иницијатива, на се што сум истражувал околу канцерогените клетки. Ќе ви докажам дека оксидативниот стрес е најголемиот непријател за се она што се случува. Така да, преку сето ова, ќе ви докажам дека овај оксидативен стрес кој се прави кон Владо Павлов со овие нарачани сценарија е целта на емоционална повреденост и создавање на канцерогени клетки. Македонската фаланга за прв пат во историјата на македонскиот народ ќе донесе закон за биолошки атентат, каде што атентаторите по ништо нема да се разликуваат од оние атентатори што тоа го прават на друг физички начин. И овај атентат на суптилен начин ќе имаме закон кој што ќе го донесеме, во кој што ќе стои дека физичкиот атентат по ништо не се разликува од овај суптилен атентат биолошки кој што се прави секаде на секое место против овај македонски народ. Да живее Македонија! Ве сакам сите со дух, ум и фанатизам за Македонија. Да имаме секој град Агапи како што има Скопје и Охрид и да помагаме на оние на кого сме им најпотребни, како тоа што го правевме до ден денес, а докажавме дека можеме да одржуваме многу во живот, па независно дали биле на хемо или не. Да живее Македонија, останете ми во љубов, мир и хармонија и најбитната суштинска работа. Во иднина, физичките атентатори и нарачатели
со македонската фаланга по ништо нема да се разликуваат од суптилните нарачатели и извршители на биолошки атентати, затоа што имаме докази, затоа што оксидативниот стрес е куршумот за за физичкиот атентат. Дали сме јасни, македонци мои? Дали можеме да изгуркаме работата како што досега тоа го правиме? Дали сте уплашени? Па што јас да кажам, што сум ставен на мета на параалбанска влада и на подземни полициски структури кои што харат со години и милениуми уназад во ова наша мила Македонија. Кога ќе го донесеме законот за биолошки атентат, најголемиот наречател за овој биолошки суптилен атентат е влашката приватизација и Бранко БЦ, кој што треба да сноси одговорност за се ово што го правеше со Република Македонија. Дали се согласувате, македонци мои, колку мина почина со стечени постапки, со сето оно што се правеше против Македонија, со сето оно што се правеше против македонецот, колку мина почина од канцер, а канцерот доаѓа со овој биолошки атентат. Прашајте, дознајте, а јас ова ќе ви го докажам. Ќе ви докажам со факти и аргументи за кои што не може да спаси глава Бранко Црвенковски утре. За се што прави зло во Македонија, секој треба да си го плате. Ќе почнеме прво од него, а потоа ќе продолжиме до сите. Затоа што македонската фаланга е тука да исправи неправдата кон македонскиот народ. Да живее Македонија и Бранко, чекај не. Затоа што ти си оне со кого треба да играм јас пинг-понг. Ти си нарачателот преку влашката приватизација на стотици илјади загинати македонци од канцер, на стотици илјади македонци оставени без леп, заболени најпрво од оксидативен стрес и емоционална повреденост. Ќе почнеме од главата на змијата. Да живее Македонија! Македонија ни е се во душата и ќе останеме македонци за век и веков, без разлика што се прави со нас. Дали сме во право, македонци? Да, тад битола исто тука треба да го поврземе и владиката Петар. Не го заборавајте. После Бранко Црвенковски, за тад битола најодговорно лице е владиката Петар Александра Адамовска Митковска. Не го заборавате, тој што ги отвара сите конгреси на ДПНЕ. Најголемиот уништувач на Македонија, најголемиот извршител на тад, владиката Петар алиас Изрод Велики. Ве сакам сите. Уште еднаш. Идемо, македонци. Никој нема да се сокрие од Бог. Никој. Ja nisam rekao nikad glasno. Македонската фаланга треба да биде инициирачка каписла за цел Балкан. Затоа што сите ние сме браќа и сестри, кои што имаме ист или сличен јазик, а на новородничињата им даваме исти или слични имиња. Е тоа е нашиот татко Филип Македонецот. Така е, брате. Но го заборавија Палевски сите. Неголемиот другар на Палчо. Се ќе се знае. Ништо нема да се сокрие. Извршителот на Кукузел, Палчо. Ал ти се ипак смеј и прочи ќе све то. Животе мој, idemo anđele, još samo malo, ni dok nije mi, ovako stalo, možda će krenuti. Нас не треба да не бидат ривали Ковач и Мицко Крстич и сите останати. Ние треба да се занимаваме само со БЦ и секаде да го прозиваме, затоа што БЦ е римската волчица,
а сите останати се Ромел и Рем. Ајде БЦ со параалбанската влада и со сите подземни политички структури удари го насилниот удар през Владо Павлов. Mi lice kvasi, jer znam da sve se u tebi gasi. Ne daj se samo ti moja rano, još ovu noć da zavoliš me. Македонецот не е голем патриот ако слуша само македонска музика. И ги видовме тие големи патриоти. Што направија и до каде не донесоа. Македонецот има космополитски дух, има балкански дух и сите ги почитува како браќа и сестри. Горас Калеов. Ние не сме фашисти в фалангата. Ние не сме расисти, ама сме големи националисти. Uz mene budi, najjači ostaju i kad se gubi samo me zagrli i ništa ne pitaj, s tobom želim da dočekam kraj. За Горас една пожелба и за сите оние кои се против нас. Умирам тивко полека, Доказ дека сме космополити. Умирам болно откако замине, Или се ослободив. Умирам како птица ран, Или воскреснав. и ни една звезда на крајот од тунелот, ни еден глас, ни една слоза се против нас. А може и не. Јави се Да живее Македонија, да живеат центрите Агапи и Охрид, да живее македонската фаланга, да живее војнина царство Македонија, да живееме сите ние со слободна волја, со дух, ум и фанатизам за Македонија, за Агапи центри секој град да има во Македонија утре. Ве сакам сите.